Наместо со документи, Крешник Бектеши на владината седница ќе се појави со лист хартија, на која ќе биле подредени хронолошки настаните за концесиите на рудникот и Ловица Штука. Министрите колеги на Бектеши рекоа дека не ги виделе сите документи за концесиите, иако сите откако се согласиле, се изјаснија дека се против отварањето на рудникот, но тој ги демантираше, бидејќи како што рече, им биле доставени пред седницата. Со идентичен став, реферирањето пред колегите министри на Бектеши го најави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики. Повтори дека ќе се почитувала одлуката на граѓаните. Откако ќе ги слушнеме сите моменти, ќе се знае кој е следниот чекор. Ние кажавме и тој ставот е јасен. Ако граѓаните кажат дека не сакаат да има рудник, ние соодветно ќе постапиме. Владините министри се заплеткаа во одговорите дали или не ги виделе документите пред да ја донесат владината одлука. Министерот за економија ги убедуваше новинарите дека го одбрал најдоброто за спојување на концесиите за да ја заштити Македонија од арбитражна постапка. Битики пак вели не бил запознаен со правните последици кои би следеле ако се ревидира одлуката. Последниот протест против спојувањето на концесиите и отварањето рудник на потегот и Ловица Штука, 35-тиот поред, струмичани го одржаа пред 10 дена. Тие се децидни дека на овие простори рудник нема да дозволат да се отвори.